Историски најголемиот инфраструктурен проект досега станува реалност. Министерството за финансии ја почнува постапката за наоѓање финансии за реализација на брзата пруга од Табановце до Гевгелија. Министерката Гордана Димитриевска-Кочовска информира дека утре ќе испрати писма за намери за обезбедување пари до сите досегашни партнери, меѓународни финансиски институции, кои во минатото обезбедувале финансии за разни проекти, издавање евроврзници и слично. Таа вели дека кредитот го гарантира Британската експорт банка, па добриот британски кредитен рейтинг треба да ни овозможи и пониски каматни стапки отколку претходно. Станува збор за 1,91 милиарда евра, кои што ќе ги побараме како понуда од една поголема листа на банки, вклучувајќи ги оние банки со кои што имаме постојана соработка, како Светска банка, ЕБРД и ЕИБ. И ќе видиме, ќе бидете информирани на време како ќе стигнуваат понудите, што ќе има. Да нема дилема ниту медиумите, ниту граѓаните, тука ќе бидеме транспарентни, апсолутно нема до сега Министерството за финансии секогаш било транспарентно кога станува збор за финансирањето, тоа што е нели обврска на министерството. Министерката ги негира наводите на опозицијската СРСМ дека јавниот долг енормно ќе расте поради задолжувањето од 6 милиарди евра. Таа повторно потенцираше дека парите ќе се повлекуваат во етапи, онака како што ќе се градат инфраструктурните и енергетски проекти. Освен тоа, ќе се враќаат и достасани обврски, како што еврообврзница издадена токму од владата на СРСМ. Таа вели дека работи активно на фискална консолидација и дека бројките на крајот на мандатот ќе покажале кој на вистина се грижи за државните финансии. Коментарите кои што се дават, се прави штета на земјата во однос кога се задолжуваме, утре ќе дојде еврообврзница, зашто ќе треба да следна година доспева 700 милиони еврообврзница, што ни ја зема. Ќе треба да отидам на европскиот пазар, кога ја земале јавниот долг бил под 55%, сега оставиле над 60 водан борба и уште дополнително подгреват со невистините, нереални факти и манипулации и прават штета повторно на земјата. Министерката за финансии вели дека ребалансот на буџетот е при крај и во четврток најверојатно ќе биде ставен на гласање на владина седница. Не кажа повеќе детали, освен тоа дека владата останува на истите проекции кога го донесе буџетот за 2025 година, а тоа е економски раст од 3,7% и инфлација од 2,2%.